Здраво, бикови, добро дојдовте. Ајде да видиме што ќе каже таротот за месецот што следи за вас. Значи, кратки пораки, тарот пораки за биковите и месец март. Првото нешто што го гледам и она како ќе започне месецот за вас и крај на една ера, бикови. Крај на една ера, или ова само го доживувавте како цел еден век, цела една ера во вашиот живот, или пак крај на едно поглавје во животот. Може да биде се, може да биде и во делот на работата, кариерата, и во делот на семејството, и во љубовта, се може да биде, а во секој случај темата е иста, крај на не е таа ера која вие не сакавте да заврши, туку вие сакавте да заврши тоа како сакавте да заврши, затоа што тоа беше тешко, тоа беше макутрпно, тоа беше постојана борба и сега завршува. Сега можете конечно да уживате во успехот кој доаѓа кон вас. Ова е пред се, гледам јас, финансиски успех. Финансиски е успех за вас и за сите ваши блиски, сега дали со семејството, ако веќе имате семејство, деца, партнер, или пак во се, во било кое окружување кое вие го сметате за блиско, за семејство, за луѓе кои ви значат, заедно со тие ќе уживате во сите овие плодови кои доаѓаат кон вас. Мислам дека вие за тоа велам една ера. Вие предолго се обидувавте нешто да остварите во вашиот живот. Јас гледам една слика на некои од вас кои се иселиле некаде, започнале некој живот некаде и ова тешко одеше, нормално, сите почетоци се тешки. И сега дојде крај на таа ера, на потешкоти, затоа што вие во текот на сето тоа време се изборивте да освоите, да остварите стабилност, да остварите успех, да остварите мир, благосостојба, конечно да уживате во сето ова. Да, тоа звучи сега како вие одеднаш по некоја магија се разбудивте и сето тоа ви падна во скут. Не, ова беше за тоа велам една ера и беше до сега тешко, но сега доаѓа мигот која ќе почнете конечно да уживате. Можеби во текот на тоа поглавје која завршува, вие само се обидувавте да најдете начин како да остварите некоја ваша замисла, некој ваш план, некоја бизнес идеја. Нешто, да започнете со нешто и беше тешко да го најдете начинот, затоа што, кажав, е голема е работа, а вие толку мали пред толку голема замисла и се боревте, не се откажувавте, правите се што можевте, искористивте сите ваши знања, способности, таленти и конечно во март доаѓа моментот каде вие ќе земете оддишка и ќе уживате буквално во се што следи. Следната порака за биковите е помош. Конечно доаѓа помошта која никогаш досега ја немавте. Не знам, за сите е различно, вие се знаете во кое поле ова кај вас може да се вклопи оваа порака. Меѓутоа, овде станува збор за помош. Вие нешто правевте и правите сами. Вие се што можете да правите за да остварите многу работи одеднаш. И физички, и ментално, и на секој можен начин се исцрпувате за сето ова да биде завршено. И да, не го правите ова од ниедна друга причина, туку заради тоа што мора, затоа што мора да биде направено
И ова е нешто што треба да биде направено од повеќе луѓе, меѓутоа вие го правите сами. Немате помош. Епа сега во март сакам да ви кажам дека доаѓа помошта. Не знам од каде доаѓа, за многу од вас доаѓа од некој пријател, верен стар пријател, за некој од вас доаѓа од родителите, за некој од вас доаѓа од партнерот и доаѓа со намера да ви помогне за вие конечно да одморите. Сега за некој дае помош, а за некој пак е додека вие го правите сето тоа што мора да го правите за да остварите нешто, некој во меѓувреме, партнер, пријатели, роднини, родители, нешто ќе направат за вас, за вие да може да одморите периодот. Можеби некој ќе ве одведе на некакво убаво патување, некој ќе ви приреди некакво изненадување и каде ви за некакво уживање, буквално уживање, физичко уживање. Или пак некој ќе ви помогне финансиски. Претежно овде станува збор за пари и финансиски ќе биде помошта, но вам не ви значи тоа колку финансиски луѓето ве помогнале. Вас овде најмногу ќе ви значи тоа што додека го правев тоа мислевте дека сами сте. Не, вие сега ќе се уверите дека од страна луѓето го гледале тоа сето, гледале колку вие се измачувате да го постигнете ова. И не стоеле само така и гледали посматрале, не биле слепи, неми посматрачи, туку во меѓувреме кроеле планови како вас да ви се помогне. И да, има овде многу сентиментални мигови, каде што ќе бидете вие и под емоции, дека луѓето мислеле на вас, не сте биле сами, има моменти каде и буквално ќе одморите и физички и да, многу убави моменти. Уживајте во одморот кој е пред вас. Следната порака, бикови, е порака за освежување. Сега што е ово освежување, не знам, вие ќе знаете, може некоја ситница, може би пак и некоја многу поголема работа. Но може да е и освежување на вашиот гардеробер, освежување физички на вашиот на некој дел од вас, можеби косата, можеби облеката, можеби не знам, нешто вие ќе освежите овде. Ќе се освежите себе си или пак некакви други третмани за освежување, за подмладување, за разубавување. За некој од вас бикови ова за освежување и за предметите дома, може нешто ќе се подновите, ќе реновирате, ќе замените некои стари предмети со нови. Може да и возилото ќе го смените, ќе го освежите или пак нешто ќе го подобрите со некој, не знам колку е тоа можно, со некакви перформанси. Не знам, или пак можеби вие кога нешто купувате сега во март, ќе сакате да потрошите малку повеќе за тоа што ќе го купите да биде некако надградено. Не знам, што и да е тоа што го купувате, сакате вие да биде надградено, да не биде основна и обична некоја варијанта, туку да биде надградена варијанта со нешто многу повеќе. Други од вас пак сакате вие да го смените имиџот, сакате вие нешто да смените на себе и да можеби ова е порака за жените бикови, ви досадило тој имидж што го имате, тој стилот кој го практикувате и сега сакате некој old money стил и буквално ќе почнете да купувате парчиња, да купувате гардероба за да го доловите тоа, да сакате така да изгледате. Или пак не мора да значи дека е во облекувањето, можеби во зборувањето, во гестикулирањето, вие сакате да изгледате многу поинако, многу сакате многу по да бидете харизматични, посензуални. Нешто ќе се случува на таа тема, сакате вие нешто да се надградите себе си. А за некои други бикови ова пак е порака во љубовта.
некој ќе разбуди некакви страсти во вас, некакви не се толку многу страсти, колку што се некои убави, нежни емоции ќе разбуди во вас, или пак вие почнувате да будите кај некој и тој некој ќе нема да молчи, нема туку така ова да го земе здраво за готово, туку ќе сака нешто многу повеќе. Следната порака за биковите е порака за повозрасните бикови. Вие овде вака ќе настапите со некоја многу поинаква енергија од онаа вашата. Вие ќе можеби, ако сте родители, заради некој родителски инстинкт, вие ќе сакате преку со убаво и на многу убав начин и со совет на вашето дете да му посочите за некои работи што се случуваат во неговиот живот, а се причина заради неговото однесување. Конкретно за некои родители бикови ова е порака. Вие ќе сакате на многу убав и нежен родителски начин да му покажете на детето дека греши и вината е во него. Вина, не е тоа вина, туку последиците што ги живее се заради неговото однесување. Можеби во моментот сте родители на тинејџери, па тие тинејџери сте малку остри со зборовите, со речникот и вие се плашите дека некаде ќе си направат проблем, некаде ќе си направат проблем затоа што знаат да избрзаат, знаат да кажат нешто што не е закажување, знаат да бидат така малку ладни со зборовите и вие ќе настапите, кажав, не толку како бик, туку како родител, како емотивен некој родител кој сака со убаво на своето дете да му каже дека да греши. И тоа ќе биде добро и мислам дека многу убав начин и многу убав метод ќе имате и тоа ќе донесе да плод. И сега ако пак не знаете, ево ова е знак за вас како да настапите со вашите деца, настапете со љубов и настапете со разбирање и само така ќе ги решите ситуациите. Некои пак бикови, овде вие ќе бидете како медиатор, некој посредник некаде ќе бидете, ќе смирувате скарани, не знам дали овие скарани се во љубовта или на работно место некаде, вие ќе се најдете во ситуација да помирите некои скарани или пак да умекнете некоја ситуација, вие ќе имате задача како да ги смирите некаде страстите, да не дојде до ескалација, да не дојде до расправија, да не дојде до уште полошо. Ќе ви припадне вас таа обврска. Ако е на работа, ако не пак, вие едноставно сами доброволно сакате тоа да го правите, сакате да ќе бидете миротворци на некој начин во март, вие биковите. И последната порака, некако слична, не е слична, меѓутоа може би се поврзува со претходното, затоа што јас гледам овде многу недоразбирање во некоја ситуација во вашиот живот, има некада недоразбирање, има како не е се на свое место, овде има многу расправи, многу предизвици за решавање, многу недоразбирања, многу обврски тежини и јас мислам дека во март ќе дојде некаква помош. И сега дали вие ќе бидете таа помош што дошла или навистина ќе дојде некаква помош и некако по некоја чудо овие работи ги почнат полека да се подобруваат. Можеби вие во вашето семејство со родителите, со браќа, сестри, вие имате некакви недоразбирања, имате можеби и расправи, не велам не. И ова е многу тешко некако ви паѓа, затоа што овде вака во оваа група, дали е на работа или дома, пак ќе кажам, има премногу
премногу тврдоглавост, премногу чудно сваќање. Не сакам да употребам некој лош збор, има некои премногу тврдоглави луѓе, не сакаат да гледаат напред и крај. И ова тешко ви паѓа зашто сакате да се реши на убав начин, не сакате да ви расправи, не сакате ова да заврши лошо, нели? И досега не наоѓавте. Не наоѓавте решение, не наоѓавте начин како овие луѓе или ова лично да се убеди. Меѓутоа, и сега кога во март, јас мислам дека ќе дојде као некако до некоја ескалација, оде постои опасност да се дојде до некои поголеми расправи и од негде никаде ќе дојде помош. Јас мислам дека ова е помош од судбината, зашто нештата како што треба да бидат и мора да бидат, без разлика сите ние што сакаме да правиме и да направиме, да не направиме, нешто што треба да се случи ќе се случи, така и во овој случај, оно што мора да се случи ќе се случи и ќе биде во ваша полза. Конечно ќе омекнат ли луѓево некако, ќе почнат да разбираат или по некоја чудо ќе се појави момент каде што ќе им се докаже дека е така и така треба да биде и ќе се донесе една убава одлука и вие ќе бидете мирни. Овде не станува збор за ништо друго, туку за вашата мирна совест, дека нештата се завршиле добро, нема да има расправи, нема вие да се кажете повеќе. Може би со сестрите, браќата нешто делите, не можете заеднички јазик да најдете, може би дома со родителите не ги убедувате, не можете да ги убедите нешто дека треба да се направи, едноставно се тврдоглави. Како и да ја кажав, ќе се случи нешто многу убаво, нешто многу позитивно и благодарение на тоа нешто ќе умекнат луѓево некако, ќе биде се како што треба. И бикови, тоа е тоа за сега, се надевам уживавте до следното видео. Чао, чао!